Walfisch bis zum Goldwasser, nicht mehr das Tierreich untertan, es streichelt mir die Klapperschlangen. Das Glas und streichelt mir die Wangen. Die Löwe kriegt von... Во вашата концертна дејност се врваат настапите на најпознатите музички сцени широм светот. Меѓутоа, она за кое што публиката се уште говори со восхит се двата концерти на отворено. Првиот со Македонската филхармонија, концертот насловен Дизни, и вториот концерт со Македонската опера и балет во чест на 200 години од раѓањето на Јохан Штраус. Предпоставувам дека е предизвик да се настапува пред домашната публика, затоа што вие многу пати споменувате дека можеби за вас е потешко и повеќе се очекува од вас кога настапувате дома. Леле, да, навистина. Вчера ми беше поставено прашањето со друштво, седевме вака, сега официјално сум на колективен одмор после концертот со предоперата што се случи. И ми беше поставено прашањето кој настапи ми се најдраги, најтака, на кој настапи најмногу живам. Јас секогаш велам последниот настап, затоа што тој е најсвеж. Но кога ќе ми текне, едноставно, дури настапите кои што ги имав така на највисоко, на највисоките можни сцени, на најврните сцени, да кажам, не можат да се споредат со една енергија која што се случи во градскиот парк со Македонска филхармонија и Дизни. Тоа е нешто што живов. Јас навистина само кога дојдов позади сцена, пред да се качи оркестарот на сцената, нели секако ни први се качуваат на сцената, се осети таа атмосфера, се осети таа жештена, позитивна енергија која што ни наговести дека вау, луѓе, ова ќе биде, мислам, ние не само што ќе живееме на сцена, него ќе се најжиме нешто многу повеќе ќе се случи, магија ќе се случи. И буквално имаше луѓе од најмала возраст до најстара возраст, многу дечиња имаше со родителите доени, баби, дедовци, луѓе кои што едноставно беа желни за малце култура, сакаат да уживаат таа вечер. Времето ни се погоди, фала Богу, бевме на отворено. Тоа беше еден настап кој што јас никогаш нема да го заборавам. Уште еднаш аплауз до моите колеги и до маестро Тим Редмонд кој што ни дојде од Велика Британија. Беше фантастичен и многу беше убаво да се соработува со него. Вториот концерт кој што го имавте на отворено беше за јубилеот 200 години од раѓањето на Штраус. И публиката уживаше. Ова беше една одлична прилика пред се да се воспостави, како да кажам, една нова култура во Македонија. Јас сум многу благодарен на австриската амбасада и на неговата ексцеленција, австрискиот амбасадор господинот Мартин Памер, кој што е патем мој личен пријател. Благодарен сум на директорот на Македонската опера и балет Оливер Арстовски за организацијата, на Министерството за култура на Македонија за тоа што го поддржа овој проект и еве многу ми беше голема чест и мило ми беше кога дознав дека они сакаат јас да настапам на овој концерт повод 200 години од раѓањето на Јохан Штраус. Знаев дека ќе биде на вечер, но навистина сум изненаден колку навистина она искрено им се допадна на публиката и се уште добивам честитки за тој концерт. Тоа може би за мене е нешто што е веќе видено, затоа што нели долги години помена во Република Австрија, 10 години и толку пати ги имам и испеано тие валцер композиции, имам и настапувано и со солистката која што сега настапи патем во Виена, имам настапувано во палатата Лопковиц, нема да заборам, Бригита Симон, и немам настапувано, но имам и една проба имав еднаш ми текнува за време на ковид со диригентот Винцент Спраксмарер. Он ме покани, нешто сакаше да пробувам, му требаше за некаде, јас му се најдов како пејач и од тогаш почнавме заедно да соработуваме. Така да сега кога ќе видам тие колеги со кои што јас сум настапувал и со кои што се знам од Виена тука во Скопје, да можам и градот да им го покажам, да им раскажам нешто за нашиот град и да застанеме на истата сцена да изведуваме композиции од нивното говорно подречје. Тоа е за мене чест и без сомнение знаев дека овој концерт ќе помине во најдобар ред. Оркестарот на операта беше фантастичен, публиката беше фантастична и благодарам пред се што дојдоа во толкав број, исто ќе кажам за да ја поддржат културата, да ја поддржат уметноста и да направиме една магична вечер во Скопје. Јас лично така ги поканив на тоа топло време, ама ете сепак дојдоа со лепези се ладија, ужива, им благодарам од срце и се надевам дека ова е еден почеток на многу настани кои што во иднина ќе ги имаме ние тука во Македонија. Знам дека е неблагодарно да се прават споредби, меѓутоа голем дел од вашето образование вие го стекнавте во Австрија, во Виена, во Грац. И сега кога ќе направите една паралела, кои се нештата кои што можеби можат да бидат подобри кај нас, а кои не зависат секогаш од парите, а кои се па нештата кои што никогаш не би ги менувале со другите и за кои што сметате дека сме подобри?
Тоа е фантастично прашање. Ќе започнам со крајот на прашањето. На повисоко ниво ние секогаш ќе бидеме во изведување на балканската музика или оној ориентален мелос. Они го нема тоа во нивната култура. Впрочем и со одговарање на вториот дел на прашањето се одговара и до негде првиот дел на прашањето. Но ние, например, нашата музика, македонската музика, со една богата оркестрација, на каков и да било атрактивен начин да е напишана и да треба да биде изведена, ќе се изведе на највисоко можно ниво и тоа нас никој не може да ни го одземе и јас ви гарантирам никој не може да подобро да го отсвири од нас. Јас сум слушнал наши оркестри на Македонска филхармонија, Македонско опера и балет, фантастично ги свират тие композиции. Но кога ќе дојдеме на пример до валцери, кога ќе дојдеме до онаа квази скоро фолк музика на Република Австрија, конкретно да речеме, не би рекол дека нас не недостасува тоа, туку едноставно тоа е тотално различна култура. И они го поставуваат нивото како треба да биде тоа изведено. Исто како што ние тука во Македонија го поставуваме нивото како треба македонската музика да биде изведена. Така да во аспект на извадба на композиции, дали е пеење, исто на чистото и со пеењето, дали е пеење, дали е инструмент, дали е оркестарска изведба, опера, без разлика што и да е, тоа се големите разлики каде што ние сме подобри, каде што они се подобри. А што недостасува? Па тоа е фантастично прашање, кое што ја порано кога бев помлад, мислев дека недостасува пари во Македонија за да биде подобро. Додека седевме после една проба во Грац во операта и еден многу харизматичен, интересен човек и фантастичен музичар кој што многу го ценам. Немам го споменам името. Ме праша господине Нумовски како е во Македонија. Јас му реков па 2017 година. Му реков па знаете како тешко е, оди, ама немаме толку економска моќ, односно за да можат работите да бидат подобри. Он така си се подсврте на страна и рече, па не мора пари за да биде подобро. Ја имав тогаш 27 години. 26, уште нема 27. И не знам што збори конкретно. Но со тек на времето како што измина во мојот живот, сватив дека пред се треба да се има волја и јасна стратегија на долгорочен план за работите да бидат подобри не само во музиката, не само во Македонија, генерално во која била земја, во која било предпријатие, во која била фирма, во кој бил човечки живот, да работите да ги ставиме на права патека и да бидат подобри, пред се треба да имаме волја. Сметате дека недостасуваат критериуми за некои нешта? Па, би рекол дека треба да имаме волја и долгорочна стратегија во тоа што го споменав, ќе се повторам, да направиме едно одржливо општество во сите сфери кај нас. Односно, во сите сфери кај нас да направиме да бидат одржливи, да функционираат во општеството, ќе се изјаснам вака ќе ја преформулирам реченицата. Мислам дека во музиката имам простор за многу напредок и треба да направиме да бидеме зависни од самите нас, односно културата да се промовира на многу повисоко ниво. Сметам дека кај децата ако се промовира оперската и театарската уметност, тоа само ќе помогне во нивниот развој, како ги гледаат на еден естетски начин работите, ако свират инструмент, тоа ќе им помогне. Точно, тоа ќе им помогне и во моториката на телото, дали е виолина, дали е клавир. Ако пеат, да речеме, не мора да пеат од 8 години, нека пеат од 3-14 години, ќе се ослободат на сцена, ќе бидат послободни, посамоуверени, да кажам. Затоа што музиката исто така поврзана со литературата, они ќе почнат да истражуваат, ќе знаат имиња, ќе бидат едноставно еден чекор понапред од своите врсници. Ова колку и да звучи малце почудно, тоа е така едноставно. Дури и професионално да не се занимаваат со тоа во иднина, имаат одредена едукација, барем да ги почитуваат тие нешта и професиите кои што ги имате вие и вашите колеги. Така. И треба културата да издигнеме на едно завидно ниво и да се гордееме, затоа што сметам дека и немаме некоја посебно голема конкуренција на Балканов, па зашто ние да не бидеме културно вака према класична музика, театар, имаме фантастичен театар во Македонија, имаме фантастични писатели во Македонија преку литературата, едноставно да се издигнеме, имаме фантастични фестивали за музика, за класична музика. И да бидеме на највисоко можно ниво на Балканов и да бидеме еден репер за тоа како треба да се случуваат нештата. И мислам дека само треба јасна стратегија, долгорочен план и да се има волја за тоа. Пари, сметам дека имаме доволно. Секогаш може подобро да го леснуваат животот парите, но сметам дека тоа е нешто кое што Австрија го има повеќе од нас, волја, долгорочна стратегија и парија ние го немаме тоа на тоа ниво. Го имаме, но не на тоа ниво.
Магистриравте во Виена и во Грац. Знам дека многумина ќе речат дека во оние земји во кои што имаме еден среден систем и функционираат совршено, дека е многу полесно и самиот да функционираш. Меѓутоа, претпоставам дека станува збор за своевидна борба која вие најдобро ја знаете и како изгледаат тие години таму. Кои нешта моравте да ги жртвувате, а со кои нешта никогаш не направивте компромис? Никогаш не направив компромис со мојот сон да си го следам. Никогаш не направив компромис со тоа, никогаш да не се срамам од каде доаѓам, гордо да кажувам дека доаѓам од Македонија и дека сум македонец, кои ми се пријатели, кои ми се родители, кој е мојот фолклор, која е мојата култура. Тоа, секогаш сум бил горд на тоа и мислам дека тоа и ми помогна во животот вака многу, иако еве гледате што се случува и во светот на политиката, дека ние едноставно не почнуваме од исто ниво како тие луѓе, ние почнуваме од многу пониско ниво таму кога ќе дојдеме, не само ние македонците, многу други земји, многу други народи. Тоа беше еден голем предизвик кој што се судрив таму. А уште поголем предизвик и уште потешко е и до негде тоа интересно и фасцинантно ми се види, уживав до некаде во тоа, да имаш конкуренција, односно најдобрата конкуренција од целиот свет. Тоа е како да си отишел во премиер лига фудбал да играш или да играш против Барселона и Реал во шпанската лига. Знаеш кој ти е противник? Така, знаеш дека, како да ти кажам, ако ти не си поекспедитивен, не учиш побрзо од другиот композиции, не реагираш побрзо со диригенти или со професори, или каде и да е, не си на сцена, како да ти кажам, слободен и повеќе искуство што побрзо да собереш за да бидеш подобар од другите, едноставно за тоа што искуството е нешто кое што не може да се купи со пари. Јас секогаш и на студентите им велам, дечки, како ви кажам, кога ќе ви кажам нешто така е тоа, да си знаете и знам дека не си. Вие сте професор на факултетот на факултетот за музичка уметност. И тоа само ќе те направи појак ако психички не дозволиш да ти влие на еден многу негативен начин, да речеме. Ако имаш, затоа велам, никогаш не се отрнав од сонот, затоа што сонот ми помогна да можам да се изборам со сите предизвици кои што доаѓаат од најосновни проблеми кои што ги има секој човек, каде што треба сметки да се плаќаат, каде што треба сам да се регистрираш, нели, со македонски пасош, знаеме ние како е на страна, сам да собираш документи, сам да си готвиш, сам да се переш, сам да се носиш со сите проблеми во животот, затоа што не можам да земам и топката да му ја дадам на некој и ти си крив. Не, секогаш ти сам ќе бидеш крив, затоа ти немаш помош таму, ти си сам. Тоа е на некој начин и побрзо созревање за разлика од вашите врсници, претпоставувам. Ако сакаш да созрееш. Ако не икеш, нема да созрееш, затоа што има многу луѓе кои што одат таму, но едноставно си го арчат талентот и можеби не име пишано, не знам, тоа е едноставно друга, така по-духовна, по-спиритуална тема за тоа каков е патот. Вела дека нема ништо пострашно од тоа кога талентот е потрошен. Како што реков, тоа е фантастична тема едноставно. Јас не верувам дека тие се нешто посебно талентирани луѓе кои што не успеваат. Ако не успеваат, они не требале да успеат. Значи има нешто што нив ги кочело. Ние можеби како да повеќе гледаме повеќе во нив отколку што ни гледаат во самите себе. Значи сепак го немале тој доволен талент, оно X фактор за да стигнат до некаде. Јас знам фантастични гласови, добро пеат луѓето и се, не се на некој врно ниво, ама не стигнале до тоа ниво затоа што некој што мислел, вау, он ќе биде врвен или нешто, нема стигнат до таму, затоа што нешто секогаш ќе ги кочи. Или како луѓе ќе бидат потешки карактери и нема да сакаат да се работуваат. За кои што можеби во дадениот момент и не сме свесни, а се одлучувачки, иако изгледа дека се неважни во тој процес. Точно, ова е многу добро кажано. Затоа велам, ние некогаш ќе некој гледаме многу повеќе колку што он сам во себе гледа, така да сепак можеби едноставно сума сумарум луѓето кои што не стигаат до тоа ниво на кое што ние мислиме дека може да стигнат, можеби сме имале погрешна представа за нив дека се талентирани, па некој друг со многу повеќе работа, со многу повеќе фокус ќе стигне до некаде, затоа што и фокусот е талент. И тоа да, Нина, знаеш како, да умееш со луѓе е талент. Да си елоквентен е талент, да имаш повеќе интереси е талент, затоа што ако имаш повеќе интереси, ќе знаеш, ќе бидеш односно информиран, информацијата е злато, нели? Ќе бидеш информиран, апсолутно, ќе бидеш информиран од повеќе области, ќе можеш ти од најнормален разговор до разговор на малце повисоко ниво да започнеш со кој било човек во светот едноставно.
И тие нешта се талент. Не мора секогаш гласот или музикалноста да е талент. Односот према професијата е талент. Воспитувањето не е талент, ама е една многу, како да ти кажам, Исклучително важна работа. исклучително важна работа во животот, затоа што многу често и воспитани луѓе ќе тоа е супер дечко или супер девојка, ајде ќе земеме кај нас. Знам дека работат, дека се фини, дека и тоа е дел од успехот. Како да ти кажам, сите ќе идеме ќе пееме сега. А не ги пеат. Кај пеат? Низ целиот свет имам колеги, не пеат. Фантастични се. Јас само сум им велел, луѓе, седни, научи, ајде, ќе ти помогнам. Еве, неколку пати сам дури сум се изгорел, сум предложил два-тројца колеги вака во Виена за некој настап, едноставно не можат да научат човече, талентирани. Нема, затоа што нешто им го влекува вниманието. Не се фокусирани, затоа велам, мене сонот, не обсесија. Обсесија е нешто друго. Мислам дека со обсесија многу стрес си ставаме. Сонот, да сонуваш, да го имаш оној со детски дух ќе останеш ако сонуваш. Знаеш, јас сонував, едноставно отидов да се борам да собирам мудрости од луѓе кои што трошев, не знам колку мегабајти, гигабајти, килобајти што и да е на интернет, на YouTube што ги гледаш. И те фасцинира тоа и после ќе ги видиш во живо и ти од нив примаш знаење. Многу го цениш тоа, разбираш? Многу сите тие аспекти од животот го оформуваат човекот и му ја градат кариерата едноставно. И се тоа што споменав. Се е тоа дел од талентот. Својата визуализација е талент. Не секој може да се визуализира некаде. Тоа е талент. Ви благодарам Наумовски за интервјуто. Ми беше чест и задоволство за ова интервјуира. Ти благодарам многу.